Председателе, колку што добро ја следам работава, мислам дека се наоѓаме на првата точка од дневниот ред, која што ете сите изгласавме дека е итна, битна и гласавме да биде ставена како прва на денешниот дневен ред, а тоа е точката Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита, и можеби подобро ќе беше да ја поменете колешката дека дава реплика на сосема друг закон, а тоа е законот под точка број 2 на дневниот ред. И дискусијата беше сосема за тој закон, апсолутно не за овој, а по однос на она што процедурално му одговоривте на колегата Ристевски, мислам дека неговата забелешка се однесуваше на премиерот, кој што ја превзеде улогата и на министер за здравство во државава, а сето тоа односно за доцнето предлагање на закон со представник, замислете, во прво време беше премиерот на Република Македонија, па на 9 март добивме известување дека се додадени како представници на предлагачот и министерот и заменичката министерка. Значи, нашата реакција е дека сето ова можеше да се случи многу порано, многу понавреме, да не кажам дека да имаше совесна власт, ова можеше да се случи и пред да настапи смртта на Благојче од Битола. Ете, тоа е умешноста на оваа власт, да не доведе во една критична точка, и кога ќе дојдеме до таа критична точка, тогаш опозицијата е таа која што кочи, зошто опозиционерите земаат збор, зошто опозиционерите реагираат, работава е битна, да, се согласуваме дека е битна, ама и пред 2 месеци исто во ви го говоревме. На 27 јануари тогашниот министер за здравство се обратил до премиерот на владата да му одобри средства за луѓето со цистична фиброза. Декември минатата година, кога се носеше буџетот за 2023, амандмански баравме на молба на замолница на родители на пациент од Кавадарци со констатирана ретка болест, дека им се неопходни 90.000 евра месечно за една ампула која ова детенце мора да ја прима. Немаше слух тогаш. И сега што треба да се случи? Не дај Боже уште некој смртен случај за вака итно да заседаваме? И не знам зошто реагирате што се јавуваме за збор. И не знам зошто се чудите што кажуваме дека да, ќе гласаме за ова измена на овие два закони, но не можеме да гласаме, а да не кажеме дека се сомневаме. И конкретно за овој закон за предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување по скратена постапка, еве мој краток коментар. Значи, со овој предлог закон се зголемува бројот на членови на стручната комисија која што го утврдува предлогот на листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗМ од 9 на 11 члена, и тоа овие нови двајца да бидат представници од Агенцијата за лекови и медицински средства. Ништо спорно, ништо дискутабилно. Понатаму се додаваат нови 5 става со кои што се уредува прашањето за вршење стручно административни работи за потребите на оваа стручна комисија. Лицето кое што ќе ги врши овие стручно административни работи со висина на надоместок во износ од 25% од просечна плата, па се воведува обврска за членовите на комисијата да подпишуваат изјава за непостојање на судир на интерес и изјава за доверливост, како и воведување основ за донесување подзаконски акт со кој што ќе се утврди висината на трошоците за постапката. Додаден е и став со кој што се регулира начинот на измена на режимот за пропишување на лекови на листата на лекови. Ништо спорно дотука. Арно, ама со членот 10 од постоечкиот закон, каде што е уредено кои здравствени услуги не се натовар на Фондот за здравствено осигурување, значи овде се додава во услуги кои што нема да бидат на терет на Фондот, па цитирам, и лекови набавени од сопствени средства, односно на товар на осигурено лице, а кои се предмет на посебни договори согласно прописите од областа на лековите и медицинските средства. И на итната комисија за здравство, која што беше пред да започне да продолжи пленарнава, ние имавме само еден предлог амандман за оваа измена на Законот за здравствено осигурување, со кој што предлагавме овој член да се избрише. Зошто? За да се заштитат пациентите, кои доколку се во итна влошена здравствена состојба и се приморани сами да набават лек што е предмет на посебен договор, да не бидат исклучени од рефундација на средства од Фондот за здравствено осигурување. И во таа брзоплета состојба дури се прекина комисијата за здравство, па ајде се навративме и на втората точка, но да, овој амандман не се усвои. И ние да имаме сомнеш зошто ова да се додаде во овој член на овој закон. Дали пак ќе чекаме некој пациент да стане итен, битен, не дај Боже кажав да се случи смртен случај, и тогаш ќе реагираме, пак ќе правиме дополни измена на овој закон?
Зошто секогаш вака реагирате? Значи, буквално државава ни ја направивте да ни функционира на принципот на беса транс. Извинете, ама така е. Че се случи несреќа, па после тоа реагирате и после тоа обвинувате зошто опозицијата е будна, ве следи, ве критикува. Па сте за критикување, бре луѓе. Сте за критикување, реагирате за доцнето. Не реагирате на времено. Точно ретки болести, ретки се, ама може да се случат. Зошто на време да не бидеме подготвени за се ова? Зошто треба да се случи па да менуваме закон? Зошто еднаш нешто да не предвидите? Еднаш да немате нешто повеќе пари во овој фонд? За да ако се случи ваков случај, да ги имаме, а не да брзаме со измени на закони и да не обвинувате тука зашто тероризираме со говори. Па како да не говориме на оваа тема? Како да не говориме на оваа тема? Јас не знам зашто побрзо дека треба да говориме, ама за ова и тоа како треба да говориме? И да, како што гласавме за буџетот, како што гласавме за законот за минимална плата, како што гласавме за антиковид пакетите, како што гласавме за оној закон за економска помош на лицата затекнати со кризата, за сите тие гласавме, ама за се што ве предупредувавме, се случи. А се случи што? Се случи да не знаеме добар дел од тие средства, милионски суми на пари, да дури и вие што гласате тука и што молчите, и вие не знаете каде се завршени. И никој за тоа не одговара. И нигде во овие закони тоа го нема. И да, луѓето со ретки болести, луѓето со цистична фиброза, ќе ги добијат лекарствата, но прашање е кој од ова ќе профитира? Дали е ова во ред? Дали е ова во ред, мои колеги? За ова се зборува. Конкретно, да не ја ширам темата, бидејќи ќе се јавам за збори по однос на втората точка, а таму има да се дискутира за луѓето со ретки болести, за луѓето со цистична фиброза, за да им кажеме зошто алармираме, зошто сме уплашени и зошто предвидуваме нешто за многу работи што претходно се случиле. Затоа алармираме. Да, ќе добијат луѓето лекови. Не верувам дека ќе добијат најрано за 10 дена, дај Боже да е така, затоа немојте воопшто да замерате ако ние ноќва ја да направиме малку подолга со говори, затоа што во теков на ноќта апсолутно ништо не може да се случи во однос на постапката. Но дајте да го искористиме времето, да предупредиме, ако веќе вие не слушавте, ги запечативте нашите амандмани со одбивање, но добро е јавноста да чуе зошто сме загрижени. Зошто со измена на членот во овој закон за здравствено осигурување, зошто има дел каде што на луѓе кои што ќе станат итни, нема да имаат можност за рефундација на средства кога ќе ги набават овие лекарства, а сите добро знаеме дека се скапи. Да, амандманот ми е одбиен, свесни сме, ништо не направивме околу тоа, но барем добро е јавноста да слушне зошто сме загрижени, дај Боже ништо од ова да не се случи. Но верувајте, искуствата говорат дека и тоа како ќе се случи. И тоа како ќе се случи. Овие лекарства се многу скапи, македонските семејства не можат да се изнајдат средства за нив, државата е таа која што е одговорна да им ги набави, но да им ги набави навремено, да им ги набави со транспарентна постапка, а ние како пратеници треба токму на тоа да внимаваме. Затоа што тука ќе гласаме за, ама некој друг надвор од ова собрание, се надевам, ќе профитира. Дали е тоа во ред, проценете сами. Ви благодарам.